Јас сега на ова гледам како ако добиеме, шанса за поправен испит. Ако добиеме, шанса за поправен испит. Поправен испит. Поправен испит. Ако добиеме, шанса за поправен испит. Да сум ја премиер на народ, што усред корона искачеше на джамови и му шлагаше аплаузи на Филипче. Боже, сачу. Ако неко случајно упали ТВ, у 3 пичке материне отичиće све. И влагам кај него, он беше некој, не знам, хирург специјалист, хирург за газови, или латински кажано, примариус анус. И ја влагам кај него, он ми вика, нели, јас се соблекувам, он ме гледа и ми вика, од кога ти е крварењето, момче младо? Викам, не знам, не се сеќавам. Како, викам, не се сеќаваш? Така, викам, не се сеќам од која крварам. Ама чекај, мора да се сеќаваш, па газот е твој, така, крвта е твоја, така, мора да се сеќаш. Викам, не знам, не се сеќавам, знам синојка си легнав, ама не се сеќавам кога точно легнав. Ама знам дека кога легнав ми беше убао ладничко на газот и не се сеќавам кога сум почнал да крварам. А да не се сеќаваш на нешто друго од минатата ноќ. Абе, докторе, му викам, ја не се сеќавам кога сум почнал да крварам. Ама многу добро се сеќавам дека синојка бев у кафана. Таму изедов кило јагнешко. Испив 2 литри вино. Мавнав цела тегла феферони, се препушив, си дојдов дома и си легнав. И кога си легнав, докторе, си легнав сам. А обично и кога легнувам со некој, докторе, легнувам со женска и секојаш легнувам од позади. Така да твоите педерски инсинуации те молам да си ги оставиш за себе, затоа што ја кога легнуем, не легнуем со некој зад мене, ако тој некој не се вика Дзит у спална соба. Затоа твоите предпоставки, доктор, чувај ги за себе, зашто моето крварење од газот не е од негова противприродна употреба, туку ќе да е од нешто друго. Јас затоа дојдов ти да ми кажеш од што тоа ја крварам. Немој да се дереш, момче младо. Го вознемируваш овој наш заштитник, овој наш светец на иконата, па може да се налути, да не ти помогне да се излечиш. Може би твоето крварење од газот не е ништо страшно. Види бе, докторе, може тебе не ти е страшно, пошто Сабајле си се разбудил до твојата трета жена која има непуни 20 години и која спие гола од 8 март до 11 октомври. Али мене, докторе, ми е страшно, пошто се устрав од страв. Мене ме фатила онаа народната крв ке сереш мамето твое. Ете таа клетва ме фатила. Немој да се дереш, момче младо, ке те фати некој грев, некој проклетство од нашиот светец ке падне врз тебе. Смири се, смири се. Сега јас ке го испитам твојот анус и ке ги проверам цревата, ке ти направам колоноскопија. Викам, ке ми направиш шо? Каква колона у газот ке ми направиш, докторе? Немој да се плашиш воопшто, нема да те боли. И само што кажа така, луѓе кои извади едно апаратче со намотана сајла на него цирка 15 метара. А на врвот на сајлата имаше едно окце. Хајде сега, момче младо, ти легни тука бочно, а јас благо и нежно со сондава ќе навлезам во твојот анус и ќе ги проверам цревата. А јас сето тоа додека го работам, ти ќе можеш тоа да го гледаш на ова екранче овде. Само немој да се плашиш ако сликата се зацрни, тоа значи дека сме налетале на некоја тулумба, да не кажам говно. Нели се работи за анален отвор, само релаксирано. И ја, пошто логиката ми е појака страна, одма ја врзуем работава и викам, докторов сака да ми ја уштека оваа кабелскава у гзов и да гледа директен пренос на ова екранче во горе.
Значи, отиде невиноста на стари години и тоа у директен пренос ко на Олимписки игри. Прво падна крв, после дефлорација и на крајот гзот ќе ти влезе у промет. Само шо ако ми се уарни? Добро, викам, ако се мора, здравје е у питање. Ја легнуем бочно, он ми ја мести сондата позади и само онака жбрц. Не дишам. Он уше толку жбрц. Еј, докторе, бе. Па ова е било супер, бе, ич не болело, бе. Песна. Уше да запеам и Евровизија да врши директен пренос од аналите. И таман мислев ќе поминам со лесно леле која почна да шета со тоа змијата по цревата. Абе, луѓе, кога ме обли една студена пот, викам, чекај бе да станам од креветов да заминам, али тогаш ми текна дека у гзов имам инсталирано 3 Max и дека покрај слика и тон можам и да сурфам по тоа кабелот. И кога помислив ке испуштам душа, докторов ја вади сондава и ми вика: момче младо, анусот и цревата се сосема во ред, честитки. Но она што успеав да го диагностицирам се пукнати хемороиди од 2 категорија. Аман, бе, викам, докторе, она толку крварење, ја хемороиди од 2 категорија. Па викам, тоа е неправда, бе, докторе. Јагнето, шарско цицалче, 1 категорија. Виното скупо, 1 категорија. Цигарите директ од фри шоп, 1 категорија. Феферонките од оние малине љути, 1 категорија. Себе, докторе, 1 категорија, на крај сметката делукс категорија, а хемороидиве пукнати од 2 категорија. Немој да викаш, ми вели. Смири се. Сега јас морам да го сопрам крварењето, инаку отиде на операција. Ја викам, докторе, прави што ќе правиш, само да ме спасиш од оваа екстрасензитив со 4 крилца. Не се секирај, сега ќе ти препишам 7 инекции, се ставаат 7 дена. Инекциите еве ти ги на рецепт, можеш да ги најдеш во нашите ценети аптеки, ако ги нема во нашите аптеки, оди купи ги во Грција. Викам, како го каже ова Грција, ко Грција да е кај Катланова. И воопшто да не се плашиш, инекциите не се скапи, 100 евра по комат. Викам, докторе, нема шанси да турам 700 евра у гзов. Па ни еден гз не вреди 700 евра. И кога киднав од тоа како од ординацијата кај него, абе дим да ме нема. И нормално си ги заштедив парите. Добре, да сега не ги рачунам само ние 100 евра што му ги оставив за тоа прегледот и за таа кабелската што ми ја уштека у гзот. Не, сега ги заштедив парите, ама хемороидите продужија крваво да ме мачаат. И ја така еден ден читам, листам весници, шо да видам, се отворила нова приватна болница у Скопје и како гостин у болницава поканет познатиот руски експерт за лечење хемороиди со еден третман, славниот доктор Винокуров.